во државата има устав кој што треба да се почитува и одлуки кои што веќе се донесени од страна на пратениците и собранието, а тоа е одлуката со 108 гласови за од страна на собранието за самораспуштање. И додека е таа одлука на сила, не може никој по своја иницијатива или желба да го конституира или реконституира собранието без за тоа да добие мандат од граѓаните на избори. Тоа е согласно уставот, она што е пропишано. Може човек да каже дека уставот има недостатоци или дека има недоречености, но тоа е веќе друга академска тема. Генерално, откако едно собрание ќе се распушти, истото собрание не може да биде во заседание. Ние велиме, оваа иницијатива која што не изненади, која што е еднострана, еднонасосна, без консултација, без барање за поддршка, посебно некај нас, би требало да се поднесе и до Уставниот суд, да го видиме ставот и на Уставниот суд по ова прашање. Знаете, за оваа иницијатива ние дознавме од медиумите и жал ми е што СДСМ денеска не дебатира, затоа што дебатираме по нивна иницијатива, иако може да е иницијатива не на самата партија, туку на тие 35 пратеници кои што самоволно, самоиницијативно решиле да поднесат едно такво барање.